Почитувани пријатели, еве не уште едно утро во ресторанот Кале, на Скопската тврдина Кале, покрај прекрасниот, можам да кажам, столб со македонското знаме, се почувствував многу гордо кога дојдов во оваа кафеана, да приготвиме уште едно јадење. Јадењето овој пат не е македонско, но е поврзано со една традиција која што овој ресторан ја применува, враќајќи ги назад старите јадења и приготвувајќи ги за своите гости кои што ги имаат на многобројните веселби тука. Јадењето се нарекува киевски котлет. И јас нема да раскажувам приказна околу тоа како настанал киевскиот котлет, тоа ќе ни го раскаже готвачот Сакип, значи нашиот домаќин тука во кујната на ресторанот, но јас ќе раскажам нешто за градот Киев. Мораме да знаеме дека градот Киев е главниот град на Украина и тоа уште од 1936 година. Значи уште кога се нарекувала УССР. Подоцна во 1991 година, кога стана независни, значи кога падна Берлинскиот зид и господин Горбачов, односно товариш Горбачов, го укина Советскиот сојуз, тој е главен град на сегашна Украина. Во главниот град, нормално Киев, постои еден голем плоштад, наречен плоштад на независноста. Интересно е што во оваа држава, односно интересно за нас, како евровизијски фанови, 2005 се одржа евровизијскиот надпревар. Инаку мора да се знае дека во Киев живеат околу 2.600.000 луѓе, дека моментално ја имаат најголемата стапка на свински грип, значи имаат најмногу заболени од свински грип во нивната држава и им посакуваме среќа, значи да поминат со што помалку луѓе кои што ќе настрадаат од свинскиот грип. Составот на население во главниот град Киев е 83% се значи украинци, некаде околу 13% се руси, имаме многу пољаци, ерменци, имаме грузици и на крајот имаме и евреи кои што живеат во Украина. И најважниот факт кој што ќе не врзе да го јадеме овој киевски котлет на нас македонците како големи фудбалски фанови е дека 2012 ќе се одржи оној познат европски надпревар во фудбал. Јужна Африка е следната година 2010, а 2012 ќе се одржи значи дел од надпреварувањата од Европскиот куп на нации ќе се одржат токму таму и сите вие кои што ќе одите таму сега имате веќе и слободни пасоши, а со Украина се подготвува и нов договор за слободно шетање на македонците во Украина. Јадете киевски котлет во Кале, јадете киевски котлет 2012 во Киев и гледајте го финалето кое што ќе се одржи токму во овој град. А сега дефинитивно и да го приготвиме овој котлет. И денеска ќе приготвуваме еден одличен рецепт, но морам да кажам дека овдека кај вас направивме неколку рецепти кои што генерално одскакаат од она што ми го нудат рестораните. Значи ова се баш македонски традиционални јадења. Денеска малку одиме настрана, но сепак има и овој рецепт традиција во македонските да кажеме кафеани, традиција која што сепак ја одржува Кале, а го гледам со видоизменето има и во другите кафеани. Тој се нарекува киевски котлет. Киевски котлет. Ајде да видиме што ни е сега потребно за тој киевски котлет. Му давам збор на господинот Сакип. Благодарам. Ајде да видиме. Прво и основно, значи се зема пирешко бело месо. Така, од градите? Прво, од градите, да. Добро. Значи, пирешкото бело месо се отвара, се исто чука, да се добие една времена, значи да се истенчи буквално. Значи да се добие една буквално кажано, можеме да ја покажеме и на малите екрани. Ете така, јас да не допирам. Ете така. Значи тоа е еден вид шницла. Шницла. Да. Дел од котлет. Генерално сите гледачи кои што ќе видат како се приготвува и ќе си приспомнат на вкусот што го пробале при присуство на веселбите во ресторанот Кале, ќе си приспомнат дека буквално тоа е киевскиот. Да, презадоволни. Поверојатно се задоволни кога повторно доаѓаат и повторно доаѓаат. Ете така. Значи ни треба пилешко месо, да се вратиме на приказната, ни треба шеф-микс, бибер од котање, наша сол, маслиново масло, сега е ова. Масло се може, не, а меѓутоа се става масло за вкус. За филот, значи печерка доаѓаат, кашкавал, кисела краставица, таму сме, значи. Се правиме фил, кој што не брешко да го направиме, тие се тие намерци што треба да тој фил да се направи. Исто, значи, исчуканото пирешко. Да имаме поише време за муабет. Токму така. Значи, ова, така речено, шницло од пирешко бело месо, исчукана, се полни, се затвара и се панира.
Idemo sad faza na paniranje. Ajde. Znači, stručno kažem na paniranje. Dobro. Znači, lokana života na miricu, brašno, jesen, prez, znači. Dobro. Nator, pareski, bečki, znači. Ne ideme na bečki, znači. Na bečki, ajde. Видовме како тој се приготвува за пржење, значи за дефинитивно подготвување и термичка обработка, и сега е потребно тоа ти да го направиш, да го видиме и да го аранжираме со сето она што на крајот ќе го видиме во одјавата на оваа емисија. Така. Ето на фаза на пржење. Температура се регулира, да не биде прејако, значи, па да загори, сега се намалува, така. Да. Тоа е генерално, и јас сум го научил дека прво се става на највисоката, значи на највисоката. Да загрее, онда се регулира. Да загрее шпоретот, па потоа се намалува. Ако иде со таа температура, ќе изгори на тој жив. Значи иде да добие боја при пржење се. Со што ќе го аранжираме, еве да раскажеме за да им дадеме еден предуслов да не гледаат и во одјавата која што ќе настапи за неколку минути. Претходно предбовно, значи сезоната е тоа се брокола, компир, карфиол, морков, така, сезонски. Значи компирот може да биде печен и варен, броколата и карфиолот исто така варени и морковот варен. Да, тие се гарнери, прилози при сервирањето. Прилози при сервирањето. Да, меѓутоа Боже одбрана, го може некој само со компир, кажок и разбирам. Да, но генерално се овие. Еве, сега се врти тоа. Еве тоа. Оу, колку прекрасно изгледа од оваа страна. Ето тоа, више можеш да ги извадиш, да ги видат нашите гледачи како ќе изгледаат. Само смисле да не биде птен. Значи дојдењата. Така. Ето тоа. Само пазари. Саки, мислам дека можеш да почнеш да ги аранжираш, за да можам јас оваа денешна емисија да ја одјавам и да едноставно овој рецепт од ресторанот Кале им го препорачам на нашите гледачи. И драги мои, покрај малите екрани, еве не и на одјавата на денешните гурмански приказни за обичните луѓе. Се надевам дека и вие покрај малите екрани уживавте во приготвувањето на ова јадење што ни го овозможи ресторанот Кале. Киевскиот котлет е тука готов и да ви кажам поприлично е голем. Јас ќе се потрудам да го пробам. Изгледа прекрасно и многу е кревок, многу мек. Ќе мора да зборувам со полна уста, ова е извонредно. Се гледаме утре повторно во истото време. Да живееме со добро македонско бело вино.